Објектот Бајка има проектиран капацитет за 218 деца. Има една јаслинска група и 10 групи за деца на возраст од 2 до 6 години. Од утре започнуваме со работа, ќе згрижиме за почеток околу 140 деца и ќе намалиме листата на чекање, меѓутоа после летните одмори планираме овој објект да работи со полн капацитет. Колку ви дали се веќе вработени воспитувачи? Да, минатата година Министерството за социјална политика, демографија и млади ни даде согласност за вработување. Процесот знаете одеше малку подолго, на крајот од март веќе склучивме договори со вработените лица кои ќе работат во овој објект. За колкава бројка станува збор на вработени лица во овој објект? Со огласите вработивме 25 лица. Рековте листата на чекање ја намаливте. Како ја намаливте, мислам, која е бројката? Па со тоа што запишавме нови деца во овој објект. Да, значи листата на чекање ни беше околу 300 деца, така да сега да речеме еве ја преполовивме. Добар ден на сите. Ве поздравуваме од овој навистина прекрасен објект токму тука во Прилеп и навистина големи честитки до градоначалникот, пратениците кои што се бореа овие изминати години за еден ваков прекрасен објект до овие Прилепи. Навистина можете сами да се уверите дека оваков објект во Македонија можеби е нели еден од ретките со една ваква убавина светлина која што има овие дечиња кои што денеска е после години чекање присутни овој џаговец се слуша токму во оваа градинка. Навистина ми е мило. Началникот веќе ги потенцираше финансиските средства кои што општината ги издвои за да се изведе овој објект. Министерството за социјална политика, демографија и млади денеска учествуваше во набавката на опрема која што беше аплицирана од страна на општината во приближна сума од околу 9 милиона денари. Стоиме на располагање нормално и понатака како министерство, каде што во делот на опремување и нови дидактички средства да бидат купени не само за оваа градинка, секако и за сите други градинки низ Македонија, и тоа ќе опреме постојано во континуитет, бидејќи на најмалите грижата мора да има едно министерство како што е нашето. Уште еднаш голема благодарност и навистина еве и градоначалникот кој што потенцираше, ќе продолжиме и во иднина да бројката на чекање, на листите на чекање токму во општина Прилеп за следниот мандат кој што ќе го имат како градоначалници тука, независно кој да е во Прилеп, да биде на нула, и тоа ни е целта на самото министерство, да денеска е околу 300 дечиња такви, со опуштање во потреба на оваа и со следниот објект, и сето тоа што ќе направиме во иднина да Прилеп и со еден да има позитивен природен прираст, да можеме да одговориме на предизвикот на самите граѓани токму тука во општина. Каква е состојбата со градинките на ниво на држава, со оглед на тоа што речи се и да нема општина каде што не се појавува дефицит од слободни места за најмладите? Каков е планот на Министерството на владата? Така, кога што најавив во континуитет, може се види тоа и од самата соработка која што имаме Министерството со сите општини низ Македонија, а со тоа и проектите кои што ги аплицира, независно дали тоа беше од оние повици во 2024 година со оној популарен унгарски кредит, или со новиот повик кој што заврши пред некој ден, да таму имаме веќе дополнителни нови 7 апликации, 4 стари ден, што се веќе 11 апликации кои што несомнено сите ќе бидат прифатени, дел се веќе во реализација од првиот повик, сето тоа со намера да токму бројката на листите на чекање во сите општини каде што имаме проблеми и ситуација да ги решаваме по овој принцип. Меѓутоа тоа е оној поголемиот чекор кој што го правиме како министерство. Вториот дел е да отвараме во други просторни услови детски градинки. За тоа имавме повик кој што траеше од 31.12.2024 година. Веќе имаме распишано, односно чекаме да се склучи договорот за проектирање на 13 објекти низ Македонија, каде што како дополнителни објекти ќе допринесат да се намали токму листите за чекање, а со ова продолжуваме како министерство и во континуитет не само од овие два типа на поддршка, туку и самото министерство да финансира и директно од нашиот буџет и капитални инвестиции, така да има постојано отворен повик, постојано сме како министерство отворени да секој кој што има готов проект да го достави до нас како министерство, а потоа ние да ги дообезбедиме потребните средства за да може да се реализираат проектите од страна на министерството. Имаше иницијатива од Прилеп од одредена компанија да може да се отвораат градинки во рамките на компанијата, бидејќи има навистина и странски инвестиции каде што работат доста вработени.
но потребни беа одредени законски измени. До каде сте со таа иницијатива, дали може да се очекува во скоро време отворање во рамките на компаниите и детски градинки? Видете, не е ограничено да се отворат детски градинки, зборам доколку ги исполнуваат оние стандарди каде што може да бидат нели дечињата згрижени, зависи од каков тип на компанија станува збор, да не е загрозувачка по нивното здравје и слично, така да во моментов имаме иницијативи повеќе кои што веќе влегуваат во фаза на реализација. Сето она кој што представува дополнителна пречка, сме расположени дополнително да разговараме, бидејќи законот за заштита на децата трпи измени и тука се и претениците со нас и се во тек, подносна постапката за лиценцирање, за директорите, за лиценците и слично, така да тој дел ќе го затвориме. Имаме една голема измена која што треба да се направи поднос на реформите во делот на детската заштита, така да сме отворени токму и за ваквите иницијативи, доколку има, за да може ги разгледаме и да станат дел од законското решение на Законот за заштита на децата. Дали тоа би значило јавно-приватно партнерство со компаниите? Постојат модели, а можат и самите да ги отварат, значи има ситуации каде што имаме нели приватни детски градинки, нели тие се во самиот систем за заштита на децата, каде што можат и сами приватни компании да се отворат нели да имаат процес на згрижување, меѓутоа мора да ги исполнат сите услови како што оваа градинка нели ги има стандардите, да ги исполнат и нормално стандардите кои што ги предвидува законот и правилникот за заштита на децата. Во однос на изменението што се случи во Прилеп во Центарот за социјална работа, имавме информации дека веќе има тендер за да се обезбеди стражарска служба, односно обезбедување на социјалните служби. До каде е таа постапка? Постапката завршува за 5 дена од денеска, постапката за јавна набавка говорам. Очекуваме дека ќе биде избран оператор кој што ќе ги обслужува сите центри во Македонија, 37 установи колку што нели е потребно да бидат обезбедувани. Се бараат 60 лиценца, 60 лица да бидат ангажирани нели постојано од страна на компанијата кој што ќе ги обезбедува токму нашите објекти и со тоа го правиме она ветување кое што го имавме и како предизборно, меѓутоа и во програмата, да центрите кои што се соочуваат реално со ситуации каде што имаме, знаете каква категорија на граѓани нели постојано имаат потреба за жал нели од нашите услуги, да имаме таков тип на инциденти кои што со жалење нели се случи и тоа токму тука во центарот во Прилеп, кој што денес ќе го посетиме нели и ќе бидеме таму да се видиме со сите вработеници како сме во постојана комуникација. Меѓутоа за 5 дена ќе имаме компанијата нели во евалуација, потоа и очекуваме договорот, така да за месец дена од денеска би имале нели финален договор со самата компанија која што ќе биде издадена. Денеска присуствуваме на еден прекрасен чин, отворање на нова детска градинка Бајка во состав на општинските установи наша иднина, детски градинки, каде што во центарот на ова урбано јадро Точила ја имаме најкомплексната, но во исто време и најбогата со дечиња градинка, која што опфаќа повеќе, мислам би нашли катче повеќе од 200 дечиња и конечно го решаваме проблемот со огромниот број и кандидатчиња дечиња кои што треба да ги згрижиме во нашиот град. Имаме во најава дека уште една детска градинка исто е во проектирана и веќе одобрение добивме за градба. Со тоа ќе ги згрижиме сите деца во нашиот град и во општина Прилеп. Знаете дека на почетокот од мандатот овде затекнавме едва и карабина изградена на прв спрат објект, кој што со максимален влог се разбира до обработка на проектот, пошто имаше забелешки од секако вид на забелешки, од корекции од безбедносен карактер, необезбедена ограда, инвентар, едноставно немавме и трафостаница. Сега веќе конечно овај ден го дочекавме со комплетно обезбедени и инвентари и во секоја училница веќе имаме дечиња. Огромна благодарност до премиерот Христијан Мицкоски, кој што ни даде бесценета поддршка да ја завршиме ова детска градинка. Се разбира, тука ни е и заменикот министерот Џоко Велковски, кој што во последните моменти неговата помош и насока беа непроценливи. Поздрав и поддршка до пратениците кои што секој чекор го следеа и
едноставно се вложија ова да го завршиме. Благодарност до председателката на Советот, која што исто така многу проблеми ги решававме во ОД, се разбира и до директорката, која што и предаваме на ваква установа, каде што ќе бидат задоволни и родителите и дечињата. Голема благодарност и до јавните предпријатија, комуналното предпријатие Комуналец и исто така и комуналното предпријатие за водовод, кои што до последниот ден ни помагаа, беа активно вклучени во завршните фази на реализација на ова детска градинка, до општествено одговорните компании кои што несебично ни пружија рака, ни помогнаа, и со ова е само еден момент од најавата до моите сограѓани дека активно правиме и градешна офанзива со нови решенија во нашиот град, со капитални проекти, каде што ќе ги збогатиме сите неминовни потреби кои што нашите сограѓани во времето кога имавме и анкетирање, односно јавно мислење, го чувствува како дел кој што недостасува во нашиот град. Уште еднаш нека ни е со среќа, почетокот и овој детски џагор денеска кој што се слуша е знак дека веќе обезбедуваме прекрасни услови за најмалите наши сограѓани. Началниче само едно прашање, рекавте дека имаше низа пропусти заради што следуваше пролонгирањето на отворањето, но имаше проблеми со исплатата на парите во стартот. Докаде е сега сето тоа? Дали сите проблеми се надминати и докаде е исплатата? Најодговорно ќе кажам дека ја затекнавме градинката со неисплатена ниту една ситуација. Значи во целост коштањето на оваа детска градинка е од буџетот на општина Прилеп и ние во целост го исплативме. 133 милиони денари кошта оваа градинка, што значи дека на сопствен грб нашата општина, нашите сограѓани ја исплати оваа установа, а што се однесува за деновите, односно месеците за каснење, тоа се однесуваше на низата забелешки кои што беа пропусти уште од проектирањето па до крајот на изведбата, потоа пуштање уште неколку нови тендери, без кои што безбедносни механизми нема комисијата да ни дозволи да биде пуштена во употреба оваа детска градинка, значи и тоа одзеде многу време, но ги извршивме сите корекции. За среќа на децата и нивните семејства ја пуштаме комплет завршена оваа детска градинка Бајк. Колку дополнително од она што беше првично проектирано, општината имаше дополнително средства, мораше да ги доплати од првично планираните? Јас само можам да кажам дека рамката од 133 милиони е дополнета со независни два нови тендери, кои што информативно не можам точно сега до бројка да ви кажам, но е надвор од цената на коштање на градбата на оваа установа. Значи, тоа е и надворешен, хортикултурно решавање и ред други работи кои што ги дозавршивме повторно на трошок на општината. Дали следната градинка која што ја најавивте ќе биде финансирана од општината или ќе помогне Министерството за труд и социјална политика? Ние сме во разговори, се разбира, и со заменик министерот Ѓоко, да го аплицираме како проект, да ни биде одобрен и мислам дека со помош од Министерството ќе успееме да обезбедиме уште еден прекрасен ваков објект.